продолжуваме сутринска на Телма и излегуваме на терен. Без разлика на она кое што нели го потенциравме и во Телма Метео и оно со кое што се соочуваме овие денови, топлото време и рано наутро, сепак Вања ни е на терен и особено е важно да зборуваме за сообраќајот, за сите учесници во сообраќајот и во овие топли денови, што навистина е важно за да се одржи добра концентрација и за да имаме одговорно возење. За кампањите кои што ги реализира Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата и она која е нова кампања Вози одморен, една порака за сите возачи, особено во летниот период кога можеби имаме помалку сон, она кое треба да го запаметиме е дека зад воланот треба да бидеме само одморени. Повеќе и подетално за кампањата заедно со Вања и Дејан Андоновиќ од РСБСП во продолжение. Вања, добро утро. Ивана, добро утро, а убаво утро секако ќе им посакаме и на сите оние кои што и овој нов ден го стартуваат во наше друштво. Како што напомена и ти, во нашето линковско вклучување ќе се фокусираме на новата кампања, која што под слоганот Вози одморен ја реализира Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата. А деталите на оваа тема ќе ги дознаеме во продолжение од портпаролот Дејан Андоновиќ. Добро утро и благодарам што сте повторно дел од нашата утринска емисија. Зборуваме за вашата нова кампања, која што е од интерес за сите, бидејќи секој на некој начин е нели учесник во сообраќајот. Но што поконкретно сакате да ги едуцирате возачите преку овие активности? Првим да кажам дека таа тековна кампања, бидејќи веќе трае околу речиси 1 месец и трае секоја година во време, за време на летните месеци, кога горештините, високите температури се присутни се секојдневно се повеќе и повеќе, кога луѓето се послободни одат на одмор, се зголемува фреквенцијата на сообраќајот, значи не е онаа фреквенција, освен онаа тековна каде што се оди на работа, со обврски, се оди на подалечни дестинации, на одмарање. Токму тие причини се главниот двигател на оваа кампања, бидејќи сакаме да ги потсетиме учесниците во сообраќајот, првин на зголемената фреквенција. Второ, кога патувате нели на одмор сте малце поопуштени. Да ги потсетиме дека опуштеноста зад воланот не одат тие двете работи заедно, треба исто да останат концентрирани и како што се нарекува кампањата одморени кога тргаат на пат, особено на подалечни дестинации каде што заморот е најголемата закана за нивната безбедност и безбедноста на оние останати учесници во сообраќајот. Значи нашата кампања е насочена да ги потсетиме граѓаните, возачите, учесниците во сообраќајот на многу важна работа. Покрај почитување на правила прописи, пропишана сообраќајна сигнализација, да бидат одморени кога тргаат на подалечни дестинации, да не се опуштаат на 2 часа, барем 20 на минути да одмараат, значи да запрат, да се напијат ладни напитоци, кафе или нешто и да го ја продолжат дестинацијата каде што патуваат. Ние како совет имаме и теренски активности долж патните правци кои се фреквентни, значи кон нашите одмаралишта, на одмаралиштата во соседните држави каде што има поголема фреквенција. Имаме луѓе на теренот каде што им даваме ладни напитоци, флаери, ги потсетуваме да бидат одморени кога учествуваат во сообраќајот, да не се опуштаат, бидејќи тоа што одите на одмор не ја намалува вашата одговорност да бидете одговорни учесници во сообраќајот. Бидејќи слоганот на самата кампања се однесува на тоа да возиме одморени, кои се најчестите грешки кои што ги прават возачите, особено кога во овој период од годината одат на некои подалечни дестинации? Дали можеби седнуваат во автомобил и возат по повеќе од 2 часа без да си приуштат одмор? Токму тоа тргаат на пат. Сега статистиката не ја знам, но статистиката вели дека заморот е најголемата закана и тој замор можеме сега да го карикираме, но едно е сигурно. Во еден нели одеднаш кога се извозат 3-4 часа возење е една од големите закани за учесниците во сообраќајот. Сакаме да ги потсетиме дека на 2 часа треба да одморат 20 минути, бидејќи сте на одмор, не брзате никаде. Дали ќе стигнете 3 часа подоцна или 3 часа порано, па дури и еднодневно ноќе покасно, е многу полесна варијанта одошто да ризикувате и да дојдете во ситуација тој одмор да ви биде нели да заврши со несакани последици. Од друга страна, можеби најголемото потценување се летните горештини, летните месеци. Ние знаеме во текот на годината дека повеќе обичните луѓе придаваат значење на зимските услови, снег, голомразица,
за магла, но статистиката вели дека токму летно време и летните горештини се статистички поопасни по број на сообраќајни несреќи и жртви од зимските празници. Зошто? Бидејќи летните горештини знаат многу да влијаат врз учесниците во сообраќајот, од медицински или на луѓето, каде што горештините им прават да бидат поспори, омамени од високите температури и техничката исправност на возилата. Затоа ние апелираме и ги подсетуваме граѓаните дека не е маглата и голомразицата е едина опасност на пат. Опасноста на пат си високите горештини, високите температури и пред се повторно ќе кажам заморот. Главното правило во сообраќајот е да бидете одморени, да гледате и да бидете видени и да ги гледате условите на патот, да не тргаат на пат доколку нема услови за тоа, ако се високи температури. Од друга страна, и оваа зголемена фреквенција и гужви ги прават дополнително нервозни учесниците во сообраќајот. Освен гужвите и високите температури, значи и тоа е медицински докажано дека високите температури ја зголемуваат нервозата, ние апелираме и ги подсетуваме дека нервозата не смее да биде причинител на вашето безбедно движење. Тргнете на време, кога стигнете, треба да стигнете безбедни за подоцна да учествувате, да уживате во одморот кој сте го заслужиле, но додека сте задволанот и во сообраќајот морате да бидете одговорни како да сте на работа. А каква е улогата на совозачите во овој контекст, во смисла на препознавање на уморот кај возач? Па сега совозачите и оние што патуваат секогаш треба да му сугерираат првин да му бидат во служба на возачот, значи да му овозможат се да може тој безбедно да управува со тоа моторно возило, бидејќи нивните животи се во негови раце, вака фигуративно речено. Но од друга страна, совозачите секогаш се тие кои може да препознаат и може да сугерираат позитивно на возачот, дали да запре, од каде да тргне, кога да тргне и сето тоа. Тоа е индивидуално. Ние зборуваме за јавна свест, зборуваме за сообраќајна култура. Јавната свест и сообраќајната култура вели токму тоа. Совозачот не треба да му смета на возачот, совозачот секогаш треба да му биде во служба на возачот и да му биде асистент во возењето, но се разбира не да му сугерира, бидејќи возачот е тој што треба да е концентриран, бидејќи па лошо сугерирање во даден момент и лоша проценка може да доведе до влијание на сообраќајот и на некоја погрешна проценка на возачот. Кога станува збор за кампањата, која всушност беше и повод за денешниот утрински разговор, до кога е планирано да ги реализирате активностите на терен и досега каков е фидбекот од страна на граѓаните? Прво да кажам дека нашата летна кампања трае цело лето, се разбира. Ние паралелно со летната кампања правиме и други кампањи. Ќе почнеме сега наскоро со мобилни телефони, се разбира, актуелна е кампањата и со електричните тротинети кои сега се викаат поинаку, се викаат електрично возило. Ги имаме тие кампањи за пешаци, за мотори, сите оние тековни активности. Знаете, сообраќајот е секојдневна работа и нема време сега правиме ова и друго не интересира. Сообраќајот е една комплексна работа, сите сме учесници во сообраќајот, сите, буквално сите, независно дали сме пешаци, возачи, мотоциклисти и се разбира за нашата одговорност е голема. Откако ќе се разбудиме, ние веќе влегуваме во сообраќајот, ние сме на некој начин потенцијални жртви на неодговорно однесување во сообраќајот и ќе потсетам дека сообраќајот нема недели родова, национална, нееднаквост или не знам години. Сите ние сме учесници, сите ние мораме да имаме одговорност во сообраќајот. Бидејќи ако ние не сме одговорни, ќе предизвикаме некој друг да биде неодговорен и тоа доаѓа во еден ланчан судир и јас ќе потсетам секоја година го зборуваме тоа дека на ниво на Обединените нации, на годишно ниво во светот, најголем број на човечки жртви нема ниту во овие актуелни војни што ги гледаме, ниту во елементарни непогоди, ниту во оние што бевме сведоци како генерација на пандемии и епидемии, туку има токму во сообраќајот. Сообраќајот на светско ниво, на годишно ниво зема најголем број на човечки жртви.
Овде ќе ви се заблагодарам за одвоеното време, за исцрпното објаснување, па секако дека остануваме со простор во утринската на Телма и понатаму за вакви теми кои што се од јавен интерес. Ви благодарам што ни давате можност. Ние како Републички сојуз за безбедност со сообраќајот на патиштата, овие кампањи ги правиме и преку вас медиумите, телевизија Телма една од нив, што ни давате можност да допреме да ги потсетиме малку граѓаните, бидејќи знаете секојдневната рутина понекогаш сите нас не прави да одиме онака автоматски, да без многу размислување да учествуваме во сообраќајот, да не биде онака што велат по дефолт. Мораме да бидеме поконцентрирани, бидејќи секое мало невнимание и паѓање на концентрација може да предизвика големи последици. Ви благодарам уште еднаш. На крајот сме од нашето линковско вклучување во кое што ќе подсетиме, односно ќе сумираме на некој начин дека летото е период кога имаме зачестени патувања. Тоа само по себе значи поголема одговорност зад воланот. Токму затоа важно е да ги слушаме советите и препораките од стручните лица, се со цел да постигнеме поголема сообраќајна безбедност за сите учесници. Да, така е, Вања, ти благодарам за разговорот, за она кое што можевме да го слушнеме како дел од оваа кампања Вози одморен. Секој од нас да добие таа порака и се разбира да се чувствуваме безбедни, но и да возиме одговорни во текот на летниот период. Поздрав до тебе и до Дејан, се разбира во продолжение она кое што меѓу другото утринска го прави, секогаш во чекор со најновите информации кои што ги дава и РСБСП.